праша. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги. Пред нас имаме закон за кој што има убава дискусија и преходно на комисиската расправа. Дозволете уште еднашка да искористам можноста дека ова е случај еден од ретките каде што навистина имаме согласување со европската регулатива. Немаме она на што научавме константни злоупотреби на европското знаменце. И имаме закон кој што доколку тече секако што треба и она како што се укажува би можеле да очекуваме или да се надеваме на позитивни искуства од имплементацијата на истиот. Затоа би сакале да укажеме на два амандмана со кои што би имале бенефит плюс и како држава и како институцијата која што произлегува. Нема да дискутирам како првиот пат каде што имаме резервираност по однос на капацитетот на државните институции предводени од СДСМ и ДУИ, ниту пак за нашите резерви од досегашните практики и искуства. Нема да дискутираме ниту за лошите услови за работа, ниту кризата која што никако не завршува. Ќе се повикаме на крајниот момент на итност и ќе вака смело би можел да кажам дека ќе веруваме комплетно на она што беше искажано како реплика од страна на директорката во однос на нашите излагања преходно, бидејќи навистина ситуацијата не е критична. Доколку некој не беше запознан или еве за јавноста нека биде како пример, излегоа и податоците за наплатата на ДДВ од овој период, 6,3% помала, 700 милиони more or less станува збор во апсолутен износ, во услови на 20% зголемена инфлација. И ако тоа не е веќе критично, не знам што ни е. Затоа од аспект на самиот закон со кој што се предвидува на имплементација на данъчно информативен систем, кој што треба да донесе и ефикасност, и подобрена наплата, и подобра следливост, и подобра контрола на активностите, каде што е дефинирана финансиска рамка, каде што треба да го спроведи тело во тесна координација со Светската банка, каде што се обезбедени практично средствата. Сметаме дека првиот амандман би требало да биде при тоа не смееме да забораваме дека директорката изрази јасна увереност у потенцијалите и капацитетите на вработените кои што биле од различни периоди преходно во нивната висока професионалност и увереност за ефикасност со кој што би спровеле имплементацијата на ова данъчно решение. Првиот амандман е измената во член 21, каде што се менува и гласи, практично во член 48, бројот 46 се заменува со... се извинувам, тој е вториот. Во член 28 годината 2025 се заменува со годината 2024. Сметаме дека имаме одитност да се впрегнат сите капацитети и една непотребно изгубена година, доколку веруваме во капацитетите на вработените човечките ресурси, доколку веруваме дека финансиската рамка е обезбедена, нема да имаме проблеми при исплатата на фазите како што тоа би се одвивало. Една година е премногу да дозволиме да изгубиме на полето на неефикасноста на работата на управата за јавни приходи. Односно, оваа тенденција што веќе се појавува на оваа година, мораме некако да се обидеме да сопреме, не само за ДДВ-то, туку и за другите моменти. Затоа една година, практично до крајот на годината, цениме дека е сосема доволен период за имплементација на ова решение и да отпочне со работа, бидејќи имаме крајна итност од ситуацијата во која што се наоѓаме. Во кратки црти тоа би било, па ако треба на реплика ќе одговорам дополнително. Благодарам.